Добро вечер, гледате Топ тема. Управата за јавни приходи бара граѓаните да платат данок за приливи што ги добиле од странство во изминатите 5 години. Неколку стотици решенија веќе се испратени, дел од граѓаните револтирани, бидејќи велат се напраќа ретроактивно. Но ова е само една од темите за која вечерва разговарам со Елена Петрова, директорка на Управата за јавни приходи. Петрова, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Како што кажав, најавив само една од темите за која што ќе разговараме, но имаме и многу други отворени прашања во следните 40 минути, но пред да стартуваме со разговорот да погледнеме реклами, потоа се враќаме назад во Топ тема. Назад сме во Топ тема, како што најави вечерва со мене Елена Петрова, директорка на Управата за јавни приходи. Генерално за старт ја најавив и првата тема со која што ќе го почнеме овој разговор, тоа е данокот на доходот од странство. УЈП ги испрати решенијата до дел од граѓаните за кои што треба да наплати оној данок кој што смета дека граѓаните не го платиле, а имале приходи од странство. Практично некои решенија беа испратени и на 31 декември. Зошто се чекаше буквално 31 декември или во последните денови од годината да се испраќаат овие решенија, бидејќи дел од граѓаните имаат и реакции дека данокот им е веќе платен? Вака, сметам дека јавноста има право во целите овие случувања да ја ги знае сите факти околу ова оданочување, и тоа нели некако фрагментирани извадоци од изјави, од соопштенија и така натаму, туку се што е битно во врска со ова оданочување. Прво, тука немаме ретроактивност. Значи, многу се зборува за ретроактивност, но нема ретроактивност, не се работи за нов закон, туку се работи за закон што се важел и предходно и кој се однесувал на сите граѓани кои остваруваат доход и во земјата и во странство. Второ, се зборува прашањето за даночната резидентност и тука е важно да појасниме дека секој излегување надвор од границите на државата и престој определен период надвор од земјата не значи дека се губи даночната резидентност. Ниту даночната резидентност се утврдува според соброење на денови или соброење на печати во пасоши. Ако вие имате живеалиште овде и ако овде е вашето семејство и вашиот центар на витални интереси, значи вие сте македонски даночен резидент и тука се вашите даночни обврски. Трето што е битно е дека нема двојно оданочување, бидејќи тоа се зборува нели од страна на засегнатите граѓани. Нема двојно оданочување и не може да има, затоа што и законот и меѓународните договори спречуваат да има двојно оданочување. Но тоа се, ако одиме едно по едно, еве од последново ќе почнем двојно оданочување затоа што има граѓани кои што веќе им е платен данокот, меѓутоа решенијата им стигна пред празници, нема време да бараат, некои од фирмите можеби се затворени, кои што не може да ги добијат тие податоци, знаат дека таму се платени даноците и сега повторно тука мораат да го платат данокот, што значи тоа де факто за нив е двојно оданочување. Значи, за да не постои тоа двојно оданочување, потребно е да бидат доставени доказите. И тука е најважниот момент. Обврската на овие граѓани да ги обезбедат доказите за своите остварени приходи и за платениот данок во странство и да ги поднесат до УЈП заедно со пресметката нели и пријавата на данокот доходот што го оствариле во странство, била обврска што требала да биде исполнета уште во 2020 година. Да, но зошто не е исполнета? Велите нема ретроактивно. Зошто тогаш УЈП не си ја завршила својата работа? Граѓаните не си ја завршиле својата работа. Тоа е обврска на граѓаните. Не, зошто УЈП не ги спратила овие решенија во 2020? Граѓаните не пријавиле ова што вие сега го правите? Да, во 2020 година граѓаните не ја исполниле таа обврска. Во 2021 година УЈП ги генерирала и ги издала годишните даночни пријави за 2020 година, во која што повторно тие граѓани
имале обврска и им биле поставени годишните даночни пријави на системот, за да можат да ги проверат и да ги коригираат доколку не ги содржат сите релевантни податоци и да ги достават доказите. И во тој случај повторно изостанало постапувањето од страна на граѓаните. Секако, значи, реалноста е таа дека и УЈП не си ја спровела институционалната контрола дали законот бил во целост спроведен и испочитуван од страна на даночните обврзници, иако за тоа имала релевантни податоци собрани од банките. Зошто? Значи, тоа се институционални прашања во минатото, во кои што јас сега, значи, зошто се случило тоа ќе си покажат некои институционални механизми за проверка, внатрешни ревизии и така натаму. Правите такви ревизии? Правиме, но битно е дека ние сега како ново раководство мора да постапуваме во цело согласно законот. Ги направивме сите тие анализи и тоа се работи за обемни анализи и во законскиот рок за 2020 година законскиот рок беше до 31 декември, строго во тој законски рок, значи ги донесовме сите аконтативни решенија. Но морам да додадам, тоа се аконтативни решенија и ние и покрај тоа што и граѓаните не ја исполниле обврската, и покрај тоа што и во УЈП постоело неисполнување, нецелосно. Вие тогаш исто бевте во управата за јавни приходи, вие доаѓате од управата за јавни приходи. Точно, јас бев во управата, меѓутоа во управата си има внатрешна хиерархија, делокруг на работа, значи секој си има своји овластувања, своји надлежности и своји одговорности во делот на работењето, во рамките на надлежностите. Значи, сакам да кажам дека сега исчекорот што го направивме, дека по донесувањето на аконтативните решенија, кои што се донесени во законскиот рок до 31 декември, треба да следи понатаму донесување на конечни решенија. Во овој период нема ниту блокади, ниту камати, никаква присилна наплата, тоа што се зборува во јавноста. Туку напротив, ние дадовме дополнителен простор во овој период додека да се донесат тие коригирани годишни даночни пријави за 2020 година, овие граѓани сепак да обезбедат и да достават докази какви што имаат и дури се согласивме УЈП да направи обид за по службена должност да ги верифицира тие докази, иако тоа не е никаква законска обврска. Значи тоа го правиме исклучиво за да им излеземе во пресрет на овие граѓани. Пред да почне емисијата, кога ја најавив, дел од граѓаните пишува и пораки дека добиле пари, прилив од роднини, од семејства во странство кои што живеат и дека и за нив стигнале решенија дека треба да платат данок. Видете, ние пред да пристапиме кон изготвувањето на решенијата по целокупната опсежна анализа на податоците што ги добиваме од банките, испративме над 11.000 покани на граѓани со цел да сами да докажат дали се работи за оданочиви приходи и да си поднесат самите пресметки. Се разбира дека такви дознаки што представуваат семејни трансфери, помош и слично не подлежат на оданочување, но тука ние работиме врз основа не на податоци од самите даночни обврзници, туку податоци од банките, каде што може да има исто така грешки во описот на шифрите и слично. Заради тоа ги повикавме граѓаните. И понатаму стои отворено, подоставените докази може да се направат корекции на овие аконтативни решенија. Само една изјава ќе ви цитирам и тоа скратена, вика мојата месечна плата изнесуваше меѓу 5 и 10.000 долари, сега УЈП ми бара само за 6 месеци во 2020 да платам 4.000 евра данок, а дополнително ќе ги пресметаат и останатите години по 2020 година. Значи, ние треба да ги, односно самото лице треба да ги достави доказите, односно уште во 2020 година имало обврска, добро, констатиравме дека не достави доказите. Сега тие луѓе се најдени ситуација да можеби и не работат, а треба да обезбедат окави суми на пари кои што треба да ги платат. Значи, ако обезбедат докази дека данокот е платен во странската земја, не може да постои двојно оданочување. Тој простор за да ги обезбедат тие докази, иако се поминати претходните рокови за постапување, даден им е простор да ги обезбедат и да ги достават доказите. Што доколку се затворени само фирмите каде што може би работеле? Затоа истакнав дека ние се согласивме и УЈП да се обиде
може по службена должност да обезбеди верификација на некои од тие докази. Значи, се согласивме и излеговме во пресрет на да помогнеме на тие граѓани нормално доколку е возможно, иако за тоа немаме никаква законска обврска, имајќи во предвид нели дека може да се затворени фирми. Всушност доказите треба да се обезбедат од странската даночна администрација. Што значи тоа, дека ако е некоја затворена фирма има такви граѓани, дека вие ќе побарате од даночната управа? Ние преку собирање на размена на информации со странските даночни администрации ќе направиме обид да ги провериме доставените документи. Одиме на друга тема, тоа е законот за минимален глобален данок, за кој што пред да ја стартувам оваа емисија практично добив информација дека е поништен. Иако за тој закон имаше реакции, практично беше заради тоа успорен на Уставен суд, токму поради ретроактивното дејство кое што беше вметнато во него, донесен во минатата година, требаше да важи за 2024 година, што сега, откако овој закон е поништен, што во ваков случај, официјалната информација верувам дека ќе излезе во текот на следните денови, кога ќе биде и во службен весник објавено. Па да, верувам дека кога ќе излезе официјалната информација, дека Министерството за финансии исто така ќе даде понатамошни насоки и ќе превземе понатамошни чекори околу законското решение. Нормално дека ако законот е поништен, тој значи во моментов не е во сила, но сепак се работи за усогласување со меѓународни и европски стандарди и директиви и ќе треба да се направи соодветно прилагодување за да се донесе повторно законското решение. Кое што не може да важи ретроактивно со оглед дека тоа беше причината која што беше оспорен. Уште една реакција која што изминатиот период некако граѓаните постојано ја алармираат, тоа е апликацијата Мој ДДВ, односно повратот на ДДВ. Имате ли евентуално некоја намера овој начин на враќање на парите кај граѓаните да се промени или да евентуално се укине? Вака сега, прво околу реакциите за апликацијата Мој ДДВ, значи да, во континуитет има определени технички проблеми и во моментов, значи деновиве повторно имаше технички проблеми со апликацијата, меѓутоа би можеле да зборуваме генерално за целокупната состојба на IT системите на УЈП и тука сме реални и не се криеме од јавноста и цело време истакнуваме. Состојбата е таква затоа што со години, значи наназад, не постоеле соодветни вложувања, инвестиции во обезбедување на соодветна IT инфраструктура, во надградба на системите и така натаму. Значи, ние сега започнавме процес и реализиравме најголема во историјата на УЈП набавка на IT опрема, која што сега е во фаза нели на инсталирање, поставување, значи и со која целта е да обезбедиме сигурна и стабилна IT инфраструктура која што ќе го поддржува работењето на IT системите. Значи тоа е. Тоа значи дека апликацијата, односно повратот на ДДВ, Мој ДДВ нема да биде укинат? Значи, вака сега тоа е сосема друго прашање и не е поврзано со функционирањето на IT системот на УЈП. Во однос на евентуално укинување не е разговарано и не можам да кажам дека постои некаква таква одлука или таква намера за донесување на таква одлука, меѓутоа секако дека кога се работи за таква мерка за која што се трошат јавни средства, секако дека треба да се погледне и да се разговара за ефикасноста на мерката и дали мерката ги дава целите заради кои што била воспоставена. Еве, значи преку оваа мерка се издвојуваат на квартално ниво за 2025 година околу 14,5 милиони евра за во просек околу 502.000 корисници. И тоа е зголемување. Секоја година овој износ се зголемува во однос на предходните години и бројот на корисници се зголемува, но заради тоа што се зголемува и наплатата на приходот, значи во просек можеме да кажеме дека за
оваа мерка се издвојуваат околу 4% од годишната наплата на ДДВ приход, или тоа е еквивалентно на приближно половина месечен ДДВ приход. Но тоа е навистина во еден квартал значителна финансиска поддршка за граѓаните која што оди во нивната потрошувачка. Но оваа мерка, кога беше воведена во 2019 година, беше најавена како мерка која треба да доведе до намалување на сивата економија и секој граѓанин го поставува во улогата на даночен инспектор. Сега, ако од тој аспект сакаме да ја процениме мерката, состојбите кои што ги гледаме на терен и состојбите кои што можеме и да ги забележиме и внатре врз основа на сите податоци со кои што располагаме, јасно водат до заклучок дека мерката не ги дала, што не значи тоа не ги дала очекуваниот ефект. Па ако оваа мерка била насочена за намалување на сивата економија, особено во делот на да овозможи целосно евидентирање на готовинскиот промет, тоа што ние го утврдуваме преку даночните контроли на терен, потврдува дека нема целосно евидентирање на готовинскиот промет. Но не верувам дека само мој ДДВ и граѓаните се тие кои што треба да овозможат. Не, тука се институциите, не можеме да кажеме дека заради тоа не... Не зборуваме дека заради тоа нема во целост евидентирање на готовинскиот промет, меѓутоа појавата на неевидентирање на готовинскиот промет е навистина значителна и покажува дека давањето на толкави финансиски средства сепак можело да даде и поголем бенефит во оваа област. Еве, значи, ние оваа година имаме реализирано околу над 10.000 субјекти се посетени од страна на било даночните инспектори или другите служби на УЈП преку теренски контроли и преку советодавни посети, и во секоја четврта контрола или посета е констатирано неиздавање на фискална сметка и неевидентирање на готовинскиот промет. Понатаму, над 20.000 субјекти се исселектирани од нашите евиденции, кои што се активни субјекти со вработени лица, регистрирани обврзници за ДДВ, кои што работат во дејности каде што по природата на дејноста треба да работат со готовински плаќања, а тие воопшто немаат фискални уреди. Токму тоа е улогата на управата за јавни приходи, не граѓаните. Граѓаните се само еден сегмент, плюс имаат бенефит кој верувам дека овие суми кои што ги кажавте се значителен придонес во нечии семеен буџет. Токму така, да. А од друга страна, веќе се зборува во јавноста дека можеби ќе снема оваа опција, особено што апликацијата не функционира повеќе денови, па не може да се скенираат сметките. Тоа се погрешни заклучоци и немаат никаква поврзаност едно со друго. Значи, расчистивме што значи функционирањето на IT системите на УЈП и во тој дел што работиме сега, и тоа ни е потребно не само заради апликацијата Мој ДДВ, туку генерално во однос на сите системи и сите даночни услуги што се даваат преку системите на УЈП. Тука и е фактурата, претпоставувам. Да. И очекувате ли дека таа фактура ќе ја намалиева сивата економија и ќе... Значи, за фактурата е навистина системска реформа која што треба да доведе до намалување на сивата економија, и тука навистина има индикатори за начинот на кој што може да доведе овој проект до намалување на неформалните активности. Значи, веќе е почната пилот имплементацијата, односно периодот на тестирање и интеграција на компаниите кон системот фактура. Во оваа прва фаза се однесува на оние најголеми компании кои што имаат собствени софтвери за фактурирање, ERP софтвери и слично, кои што со оваа нова платформа ќе се поврзат преку апликацијски интерфејс, односно ќе воспостават автоматска размена на податоци на своите системи со платформата за фактура. Значи, овој процес започна од 1 јануари, а до крајот на овој прв квартал, значи, ќе
започне интеграцијата и на оние помали компании кои што немаат сопствени фактурирачки софтвери, кои што ќе се интегрираат на платформата со бесплатни апликации кои што ќе бидат објавени, клиентска апликација и веб портал. Значи, во текот на се очекува тестирањето, интеграцијата и тестирањето да завршат до крајот на третиот квартал. Ќе видиме како ќе тече овој процес на тестирање и што ќе покажи во поглед на дизајнот, функционалностите на системот и во поглед на димензионираноста и паралелно ќе се одредат нели и тие датуми за задолжителен старт. Да се вратиме на како фактурата ќе влијае на намалување на сивата економија. Тука пред се оваа придобивка и ова влијание ќе произлезе од транспарентноста што ќе ја обезбеди овој систем. Значи, овој систем ќе овозможи отвореност и видливост на секоја деловна трансакција што представува промет на добри и услуги и внатре во земјата, па и меѓу македонските и странските компании. Секоја таква трансакција ќе има свој дигитален запис во системот. Кога се очекува комплетно да профункционира со оглед дека сега е на ниво на пилот проект? Значи, оваа година ќе тече процесот на интеграција и тестирање и веќе во 2027 година се очекува сите компании да бидат интегрирани во системот, а до крајот на оваа година веројатно барем една фаза ќе биде помината на задолжителна интеграција на дел од компаниите. Во август минатата година посочивте во писмено соопштение дека градежниот сектор е идентификуван како високо ризичен и најавивте контроли. Испративте, ако не се лажам, 318 решенија до градежните компании. Што утврдија контролите досега? Значи, контролите се уште во тек. Ризиците кои што ги идентификувавме кај градежните компании се однесуваат на индикации што произлегуваат од ДДВ пријавите кај овие околу 300, да речеме, градежни компании, кои што се претежно средни компании, кои што во еден континуитет во подолг временски период од најмалку 5 години во континуитет искажуваат одбивки на ДДВ и побарување за ДДВ во своите ДДВ пријави, а не искажуваат излезен промет. Што значи немаат промет, а бараат поврат на ДДВ? Да, значи секако дека циклусот во една градежна компанија, циклусот на изградба е нели повеќе годишен, трае циклусот на градење на згради, а после тоа продолжува продажбата на становите, но факт е дека доколку првиот промет на станови не се реализира во рок од 5 години од изградбата, од почетокот на изградбата, значи треба да понатаму следува продажбата на станот со даночно ослободување, но затоа одбивката или влезниот данок што е користен при изградбата во тој случај треба да биде вратен во буџетот, односно во тој случај не следува одбивка на влезниот данок кога станот се продава ослободен од данок. Значи токму тоа, тој период на постојано континуирано искажување на побарувања за враќање без искажување на излезен промет е индикацијата дека можеби неправилно се прикрива и не се искажува излезниот промет во овие компании. Се прикрива ли сега? Утврдија ли? Значи се уште не можеме да објавиме податоци, бидејќи тие постапки се уште тие контроли течат. Ние во меѓувреме имавме состаноци со градежната комора, собиравме и други податоци околу издадените одобренија на градба, затоа што зависно од датумот. Се споменува и договорите со нереално ниска продажна вредност дека ќе сите тие работи се предмет на проверка во рамките на контролите и секако дека бидејќи делуваме транспарентно, кога ќе завршат контролите ќе имаме и беше посочено и дека и од страна на гувернерот дека 50% од становите се купуваат во кеш. Да, значи сите тие работи, како што споменав, се предмет на проверка во овие контроли, за да се провери реалноста и целосноста на искажување на прометот, секако нас тоа не интересира од даночен аспект. Ако добро ве разбрав, најризични се средните компании од градежниот сектор?
Овие компании кои што ние ги таргетиравме и ги селектиравме врз основа на индикацијата која што ја споменав, претежно се средни компании. Значи овде не влегуваат оние најголеми градешни компании. Што е со игрите на среќа? 200 милиони евра генерално во обложувалниците оставаат граѓаните, но има ли контроли таму и што ви покажуваат? Ние видовме дека дури во државната лотарија ревизорскиот извештај ни покажа што се случувало таму и на кој начин се делеле и пари, и станови. Значи ние во континуитет имаме контроли кај приредувачите на игри на среќа и можам да кажам дека и во континуитет има констатирани неправилности. Дури неправилностите можеме да ги забележиме не само со контрола, туку и од канцеларија што се вели со гледање на сите податоци од базите во УЈП. Значи можам да кажам дека во овој сектор кај некои приредувачи на игри на среќа навистина може да се констатира одредена недисциплина и ненавремено пријавување на обврските во делот на плаќањето на данокот на личен доход за исплатените добивки од игри на среќа. Значи таму законското решение во делот на плаќањето на данокот на личен доход ги изделува овие даночни обврзници и има одредена специфика што ја нема кај другите даночни обврзници. Значи само кај оваа категорија на обврзници исплатата на нетото не е поврзана со моментот на плаќање на данокот и веројатно тоа ги довело до одредена комоција, да речеме, во минатиот период. Тие на дневна основа да не ги пријавуваат обврските за данок на личен доход за исплатените добивки од игри на среќа, туку ги поместувале и ги пријавувале, да речеме, неколку пати месечно или еднаш месечно. Меѓутоа, средствата во буџетот треба да се уплатат обврските тогаш кога се законските рокови, а ние не треба да трошиме ресурси за контрола кога нешто можеме да го согледаме од канцеларија. Значи, сега ги воспоставивме еден интерен механизам преку кој што ги упаруваме, ги вкрстуваме податоците и од пресметките за данокот на личен доход и од надзорниот информативен систем за приредување на игри на среќа и од месечните извештаи што ги поднесуваат приредувачите на игри на среќа и на овие појави реагираме, значи, навремено, штом ќе се забележи определено доцнење во плаќањето на данокот на личен доход, веднаш се реагира кај исплатувачите да си ги платат обврските. Со оглед дека имаме уште малку време, имам уште неколку прашања од аспект на тоа. Имате ли податок колку од граѓаните добиваат минимална или плата која што е до износ до 30.000 динари? Што велат бројките кои што ги има управата за јавни приходи? Во врска со ова прашање најнапред би сакала да појаснам, да, управата за јавни приходи го администрира оној систем за бруто плата каде што пристигнуваат и се обработуваат месечните пресметки и ние ги имаме, се разбира, сите податоци, но сепак не сме орган кој што треба да ги следи тенденциите на пазарот на трудот во поглед на движењата на платите. Јас можам да ги искоментирам податоците, она што го гледам и повторно со напомена дека во системот се пријавуваат, платите што се пријавуваат се всушност бруто и нето основица за придонеси, а тоа на ниво на вработена основната плата зголемена со додатоците за плата како што се минат труд, ноќна работа, прекувремени часови и така натаму. Значи, еве една определена сегментација за платите исплатени во 11 месеци во текот на 2025 година. Значи, плати, вклучувајќи ќе повторам основната плата со додатоците до износ до 23.000 во просек месечно, имаат, значи, во просек околу 16.000 лица. Во прагот од 23.000 до 45.000 денари има, тука е овој опсек е најголем и тука има околу 365.000 лица месечно во просек примаат плата во овој праг.
од 45.000 до 61.000 денари, плата примаат околу 82.000 лица и над 1.000 евра или над 61.000 денари, плата примаат околу 56.000 лица. Значи тоа се бројките, повторно што напоменат дека нели ова се само извадени бројки, а не се некакви толкувања на тенденции. Колку од оваа плата, особено кај овие кои што се од 23 до 45.000 денари, тоа може би не е конкретно и само за вас прашање, меѓутоа е плата во плико која што е добиена, односно сумата е 23.000 денари, меѓутоа знаеме дека голем дел од помалите, може би некаде и во поголеми фирми, платата сепак се дели во плико. Видите, ова повторно не враќа на прашањето за сивата економија, да, бидејќи платата во плико не е изолиран феномен, таа е дел од сивата економија, која што нели се карактеризира со неформални вработувања или хибридно формални вработувања, каде што дел од платата се исплаќа во коверт, со прикриени приходи, непријавени приходи и така натаму. Значи, токму неевидентирањето на готовинскиот промет за кое што зборувавме претходно. Да, но што правите како институција и не само вие, и останатите институции за тоа да се намали? Јасно ние што значи и како тоа се случува? Да, во делот на сивата економија ние имаме цел сет на мерки кои што ги спроведуваме со цел нели да доведеме до мерливи ефекти во смисла на тоа да дојде до евидентирање, до целосно евидентирање на прометот и плаќање на данокот што следи за тој промет, а со евидентирањето на прометот всушност ќе ги ограничиме и овие можности за исплата на плата во плик, плаќање на набавки во готово и така натаму. Значи не се само контролите како мерки, советодавните посети, туку имаме да речеме еве и системски мерки. Го споменавме системот e-фактура. Оваа година е планирана надградба и на GPRS системот, каде што ќе ги добиваме во реално време податоците од фискалните уреди, а сега ги добиваме со еден ден за доцнување. Значи, подобрена е многу методологијата за контроли и се работи на теренските контроли таргетирано. Значи, не одиме инспекторите да фатат една улица и да влезат во секој локал колку да бидат присутни и да извршат контрола, туку ги следиме сигналите што ни ги дава GPRS системот, каде што навистина може да се утврдат индикатори каде не се евидентира прометот. Например, има објекти кои што во континуитет пријавуваат или регистрираат ист промет или значително низок промет или се гледа значи дека манипулираат со даночните стапки, прометот во континуитет се евидентира по властена даночна стапка или привремено ги ставаат надвор од ги деактивираат фискалните уреди и значи таму се таргетирани контролите. И сега воедно значи се прошируваат контролите бидејќи во ланецот не се вклучени само тие угостителски трговски објекти, туку и тие што се нивни снабдувачи. Да, но колку се ова придонесува да се намали сивата економија, бидејќи гледаме дека процентите зависи и како се мери од 20 до 40% од GDP се движи, не се намалува. Да, сивата економија е комплексен феномен и има значи ние работиме во делот кој што е поврзан со фискалните импликации. Значи ова не е евидентирање на прометот, значи не плаќање на даноците, исплата на плата во плик каде што имаме неплаќање на придонесите и сите наши мерки се насочени кон тоа токму да дојдеме до ефект кој ќе значи евидентирање на прометот и плаќање на даноците. Но сивата економија нели е има последици и во социјалната сфера, и на економскиот раст и потребен е нели еден системски пристап и свој пристап и своји мерки имаат и други органи кои што делуваат нели секој во својата област. Не, јасно е дека секој делува во својата област и често слушаме дека институциите, оние кои што се задолжени дека се борат против сивата економија, дека се носат вакви такви различни мерки, меѓутоа гледаме и дека бројките покажуваат нешто сосема поинаку и дека таа не се намалува и тоа не е одговорност на граѓаните, туку
е одговорност на носителите на... Не, јас би рекла дека е одговорност на сите, бидејќи во системот, еве кога зборуваме за неевидентираниот промет, таму не се вклучени нели само давателите на услуги и добра, таму се вклучени и граѓаните. Ние цело време, значи, да се разбереме, не е ова напад на граѓаните, туку напротив влијаеме, сакаме да влијаеме на свеста да се разбере дека фискалната сметка не е обично парче хартија и дека секој треба и има право и има обврска да си вара фискална сметка за секој промет, да не остави прометот да биде неевидентиран. И секако дека ако сивата економија кај нас е некоја појава која што е длабоко вкоренета во системот долги години и за нејзиното искоренување не може да настане со еднократни парцијални решенија, туку е потребна и политичка силна политичка волја која што... меѓутоа политичката волја постои. Токму спроведувањето на овие реформи кои што ќе значат, како што рековме, за e-фактурата, транспарентност и разоткривање на сите деловни трансакции, токму волјата и настапувањето на терен со контроли, значи жестоки контроли кај секој еден субјект, токму сите тие активности на подигање на свеста и кај граѓаните и кај сите вклучени во економијата, значи дека постои политичка волја и всушност и борбата против сивата економија е стратешка цел на оваа влада и е истакната и во фискалната стратегија на Министерството за финансии како основа за проширување. На платата на даноците. На крај се ќе заврши во наплатата на даноците. Ако таму нема драстично зголемување, тогаш јасно е дека веројатно ниту борбата не била толку голема во однос на сивата економија. Куса само еве за крај каква е наплатата на даноците за минатата година, односно очекувањата за оваа година во однос на она што беше планирано. Ги знаеме бројките во однос на претходната, меѓутоа што е со она што беше планирано од страна на управата за јавни приходи, дали се надминаа или се некаде во лимитот на очекувањата? Значи, во 2025 година во националниот буџет се собра 4 милиарди и 426 милиони евра од даноци и придонеси. Наплатата на даноците, односно остварувањето на планот за наплата беше 98,5%, значи тоа е солидна наплата. Кај данокот на додадена вредност имавме наплатата и порастот во однос на минатата година и остварувањето на планот се темели претежно на порастот на оданочивиот промет во земјата и ДДВ обврските што и плаќањата нормално што произлегуваат од за оданочивиот промет во земјата, но би истакнала исто така дека и секако и навременото плаќање на обврските оваа година придонесе до сите овие резултати што ги постигнавме во наплатата на приходите, и тоа не само кај ДДВ, туку и кај останатите даноци. Кај данокот на личен доход, порастот се темели најмногу на порастот на данокот на платите, што го следи порастот на самите плати, меѓутоа овој пораст изнесуваше околу 10% повеќе во однос на 2024 година, но таков пораст има и кај другите компоненти во структурата на приходот на данокот на личен доход. Например, има порасти кај данокот на доходот од самостојно вршење на дејност, данокот на доход од договорни услуги и така натаму. И кај данокот на добивка, остварувањето на приходите најмногу се темели на профитабилноста на компаниите, на зголемената основица за аконтативни плаќања за 2025 година, но исто така има значителен пораст од околу 30% во однос на 2024 и кај данокот што се задржува од приходите што се исплаќаат на странски правни лица, што укажува сепак на зголемена корпоративна активност. Да, но прашањето беше во однос на планираното, бидејќи се обидов да најдам колку биле планирани приходи
по основ на собирање. Не успеав да ги најдам на сајтот, иако знам дека порано се објавуваа такви податоци планирани. Сигурно се објавени. Може би не сум успела да ги најдам, затоа ме интересира врз основа на она што беше планирано какви се. Значи, како што кажав, вкупниот план за наплата е реализиран со 98,5%, реализацијата кај ДДВ е 100,4%, пониската реализација произлегува од данокот на добивка. Во образложението досега истакнав дека беше навистина солидна наплатата кај аконтативниот данок, но имаше одредено, да речам, послабо собирање кај данокот на што произлегува од годишните разлики за даночните биланси за 2024 година, но тоа не се должи и не се должеше нели на полоши финансиски показатели кај компаниите, туку на тоа што напротив претходната година во 2024 година исто така имаше добра аконтативна, солидна аконтативна наплата на данокот за 2024 година. Околу 200 милиони евра мислам дека должат фирмите и граѓаните на управата за јавни приходи според онаа листа на должници која што постојано се објавува од страна на институцијата. Зошто не успеваат да се соберат овие пари, а при тоа таму гледаме дека и најголеми должници се практично и државни институции, болници, клиники, општини. Вака, кога зборуваме за листата на должници, треба да се има во предвид дека таму во таа листа се содржани и податоци за долгови кои што се доста стари и кои што сега се предмет на детално преиспитување и од аспект на можностите за наплата, од аспект на настанувањето на застареноста и така натаму. Во делот на наплатата на долговите, јас можам да кажам дека сега во овој момент Управата за јавни приходи настапува целосно, стрикно, согласно сите своји законски овластувања. Токму затоа што ако се толерира неплаќањето на даноците, тоа значи дека исто како да ги казнуваме сите даночни обврзници кои честно и одговорно ги плаќаат даноците. Значи мерките за присилна наплата се спроведуваат како да речеме под часовник. Сите мерки се строго регулирани со рокови и за секое задоцнето плаќање на данок имам веднаш и брза реакција. Нормално, најнапред се почнува со меки мерки, со одредени потсетувања на даночниот обврзник за да си ја исполни обврската и веднаш доколку изостане од таквите активности резултат, почнуваат мерките. Прво се оди со блокади на сметките на должниците, но потоа се спроведуваат и сите други мерки, залози, хипотеки на движни имоти, недвижни имоти, заплена и продажба на тие имоти и така натаму. И на крајот се завршува и со мерка, со така наречена даночна гаранција, со која што одговорноста за овие заостанати даноци се пренесува на директорите и основачите на фирмите, бидејќи не може да одговорноста за неплатениот данок едноставно да се изигра со некое формално затворање на фирмата. Повеќе ми е прашањето и пред се тука се и општините кои што неколку пати наназад се наградувани од владите со одредени суми, дали преку кредити, дали претходно, кои што исто така им беа давани, а гледаме дека тие должат практично и на управата за јавни приходи. Да, значи точно и јавни предпријатија се јавуваат како должници и општини, меѓутоа во тие области зошто е потешко да се спроведе присилната наплата. Значи, кај било кој должник, не само кај овие јавни предпријатија и општини, кога веќе доаѓаме до фазата кога треба да ја спроведуваме наплатата од паричување и продажба на имот, веќе сме дошле до една потешка и поконфликтна ситуација, бидејќи на тие имоти вообичаено има со залози и хипотеки се закачени и други доверители, банки, има сосопственици на имоти, така
така натаму. А кога станува збор за јавни предпријатија и општини, тогаш и нивниот имот и всушност не е приватен имот, се работи нели за државен имот. Тие бидејќи вршат јавни дејности имаат и судски решенија со кои што се поставува лимит на нивните сметки, на средства кои мора да ги држат на сметките за да тече тековно нивното работење и исполнување нели на задачите кои што се од јавен интерес, а на кои што ниту УЈП, ниту било кој друг доверител не може да ја спроведува присилната наплата. И нормално сето тоа го развлекува процесот на наплата. Што го забележав од последните податоци на Народната банка во однос на блокираните сметки, видов дека расте бројот на блокирани сметки кај граѓаните, кај компаниите од прилика во текот на минатата година плюс-минус во одредени месеци растал па се намалувал, меѓутоа има некоја приближно иста бројка за разлика од блокираните сметки кај граѓаните. Значи, како што реков, блокирањето на сметките од страна на УЈП за заостанатите даноци е редовна наша мерка и во 2025 година се поставени околу 45.000 блокади на сметките, најчесто на компаниите, но исто така и на сметки на граѓани кои што не ги платиле даноците во законските рокови. И додека нели често тоа во јавноста блокадите се толкуваат и нели како неликвидност, но кога се работи за плаќањето на даноците, значи може да стане нели станува збор не само за неликвидност, туку може да станува збор и за свесно и намерно како да кажам пролонгирање на плаќањето, кога фирмата си прави нели некакви калкулации и го поместува плаќањето на данокот после законскиот рок за да исполни некои други обврски, па се до она свесно избегнување на плаќањето на обврските кои што со години се искажуваат неправилно и после неколку години кога нашата даночна контрола ќе отиде на терен, веќе се кумулираат големи износи на обврски кои што се утврдуваат како неплатен данок со едно решение и каде што, како што кажав, веќе оптоварени и со камати, тие долгови се големи и процесот на наплата оди и потешко и покомплицирано. И куса само во една минута, како се справите со сивата економија која што гледаме на интернет? Значи, оваа година ни е планирано веќе да ги започнеме контроли и сет на други мерки кои што се однесуваат на сите оние неформални активности кои што се поврзани со дигиталните платформи. Најнапред ќе почнеме во делот на изнајмувањето на изнајмување под наем на објекти, особено на сместувачки капацитети за краткотраен престој, бидејќи и во оние средби што ги имавме со бизнис заедницата, не беа посочени токму значи издавањето преку дигитални платформи и кое што е не евидентирано, кое што е во сивата зона, како активности кои што создаваат нелојална конкуренција на другите фирми, па да ќе ги споделиме тие искуства. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во Топ Тема. Благодарам. Да, ние одиме со реклами, потоа се враќаме назад со уште еден разговор кој го сними колешката Ирина Чачкова со директорот на АДСМ. Реклами. Да, назад сме во Топ Тема. Продолжуваме со разговорот кој го сними Ирина Чачкова со Лазо Сунчев, директорот на АДСМ. Дали вашите пресметки беа во границите на 65 евра за мегават час или беа повисоки? Да, нашето барање до владата беше владата да ни дозволи кон универзалниот снабдувач да дадеме понуда на тендерот 105 евра за 1 мегават час. И кога одлуката дојде до 65 евра за мегават час, какви беа реакциите во компанијата со оглед на тоа што производствената цена е многу повисока од она што вие го давате во производството кој универзалниот снабдувач? Морам да ви признам дека ние очекувавме дека ќе добиеме такви препораки од страна на владата. Со оглед на тоа што давате многу пониска цена и имавме набавки исто настроја во 2025-та, дали сумата која што ја дадовме за набавки на електрична енергија
ги надминува бројките од лани, односно околу 100 милиони евра беа лани потрошени за набавка на електрична енергија. Колку ја завршивме 2025? И оваа година износот што е платен за набавка на електрична енергија во рамките на тие 100 милиона, поточно се работи за 107 милиона евра. Меѓутоа, во исто време, ве молам имајте во предвид дека ние и продадовме електрична енергија во износ од 37 милиона евра, што значи дека нетирано во 2025 година набавивме електрична енергија на слободниот пазар во износ од 70 милиона евра. Дали имате потешкоти да поделите плати, да плаќате долгови кон оние доверители кои што ги имате? До кога може да се држите со ваква цена на електрична енергија? АДСМ веќе полого време има проблем со и предизвик со ликвидноста на компанијата. Меѓутоа, проблем или предизвик во исплатата на платите и останатите, да кажеме, средства за вработените не сме имале во изминатиот период. Останатите трошоци кон други доверители, фактури кои што пристигнат? Имаме предизвици, тоа е факт, меѓутоа морате да имате во предвид дека ние имаме и огромни проблеми во наплатата на нашите побарувања. Тоа сакав да кажам, од 16 милиони кои што ги фактуриравте до сите што ви должат за електрична енергија, колку успеавте да вратите? Имаше некоја многу минимална цена, околу 700.000 евра, мислам дека беше. Не успеваме никако, морам да ви признам. Кој е најголем должник? Најголем должник во овој момент е... За струја зборувам. Така. Најголем должник во овој момент од околу 130 милиони денари е... Клинички? Не. Клинички центар во моментов должи 129 милиони денари. Тоа е јавната установа Општи служби при клинички центар. Втор должник е Македонски железници со 89 милиони денари. И трет должник е Македонска пошта со околу 60 милиони денари. Дали сте размислувале, откако сте на позиција на оваа компанија, за редуцирање на трошоците? Конкретно ќе го земам парното грејење. Според оние анализи кои што ги има и податоци, поранешното предпријатие за производство и снабдување со топлинска енергија, односно компанија БЕК, работеше со многу помал број на вработени и ја вршеше таа работа. ЕСМ тоа го прави со, мислам дека околу 500 вработени, тие беа со околу 200. Јас не викам дека нема потреба од одредени луѓе, меѓутоа дали во овој дел има превработеност? Најголема ставка во оперативните трошоци се персоналните трошоци, односно средствата кои што секој месец АДСМ ги исплаќа за плати. Чисто да добиете представа за колкави средства станува збор, значи бруто платите во АДСМ без керките фирми изнесува негде околу 400 милиона денари месечно. Значи збориме за износ од околу 7 милиона евра секој месец и што ние ги плаќаме за личните примања, односно личните доходи на вработените. Во однос на трите компании кои што произлегоа за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, факт е дека таму има поголем број на вработени од, ако се сведат сите три заедно, во однос на компанијата која што претходно стопанисуваше со производството, снабдувањето и дистрибуцијата со топлинска енергија. Дали и како ќе се намалуваат бројот на вработените зависи од повеќе фактори. Прв и основен фактор е можност за интеграција на трите компании, односно припојување кон АДСМ, бидејќи новите законски регулативи овозможуваат да имаме една вертикално интегрирана компанија или подружница во рамките на АДСМ и веќе нема пречки законски да имаме една компанија која што ќе биде задолжена и за производство, и за дистрибуција, и за снабдување со топлинска енергија. Во тој случај сигурно ќе дојде до правење на комплетна нова систематизација, каде што ќе се формира една подружница или една компанија која што ќе биде задолжена за сите три процеси. Во тој случај ќе се отвори можност за драстично намалување на бројот на вработените. Дали како компанија размислувате да се зголеми, односно да се прошири топлинската мрежа? Претходно беше таа мрежа на БЕК и за да прави нешто било што имаше потреба државата да каже сме или не сме. Сега е ваша. Во наредните 2 до 5 години предвидуваме ширење на топловодната мрежа кон периферијата и кон оние делови од градот кои што не се офатени сега со централното грејење.
Меѓутоа, паралелно да не го забораваме процесот и на реконструкција, бидејќи дистрибутивната мрежа е во исклучително лоша состојба и за жал во последниве години многу малце е вложено во реконструкција. Што направивте вие од април до октомври, до грејна сезона, имавте пола година. Од друга страна, од 1 декември, кажуваме дека ќе поскапи парното грејење, колку и да е, за да може ЕСМ да инвестира. Секоја година ЕСМ инвестира. Кога зборам секоја година, зборам од 2023 година, кога трите компании се под капата на ЕСМ. И па зошто течат тогаш? Како што спомнав, дистрибутивната мрежа е во исклучително лоша состојба и просто физички не е возможно да се заменат сите магистрални и секундарни водови од дистрибутивната мрежа. Врз база на испитувања кои што се прават после завршувањето на грејната сезона, се утврдуваат сите критични точки кои што имаат приоритет за замена и тоа се прави од, да кажеме, 1 април заклучно до 30 септември, односно се менуваат сите оние цевки кои што е утврдено дека се слаби, односно на ладните и на топлите проби покажуваат течење или губиток на притисок во системот. За жал, или за наша среќа, оваа година грејната сезона почна нешто порано и откога беше оптоварен системот по целосен притисок со топла вода, оние места кои што не беа фатени во овој санационен период покажаа слабост и се појавија поголем број на дефекти отколку што се очекуваше. Ќе овозможиме помали трошоци за набавка на електрична енергија. Ќе се фокусираме да искупуваме од 7 до 10.000 тони јаглен дневно. Планот е во 2025 производството да биде 3900 гигават часови. Околу набавките, има ли тука намалување? Јас колку што гледам се истата сума е. Не успеавте? Преамбициозни беа податоците за производство на електрична енергија од 4000 гигават часови. Јас само ќе ве потсетам дека кога дојдовме како ново раководство на чело на оваа компанија во септември, односно крајот на август 2024 година, начекавме еден ремонтиран блок и еден блок во фаза на ремонт, еден целосно неремонтиран блок, зборам за блок 1 во Битола, и неремонтиран рекосломе. Во услови кога не беа завршени тендерските постапки или голем број од тие тендерски постапки беа во фаза на еволуација, но беа стопирани заради утврдени голем број на нерегуларности, ние немавме можност да реализираме ремонт на блок 1, зборам пред почетокот на зимата 24-25 година, нити на блок 1, нити во рекосломе, и во новата година, односно во 2025 година, влеговме со два ремонтирани блока, блок 2 и блок 3, за кои што подоцна се утврди дека се ремонтирани со катастрофално лош квалитет. Во однос на ремонтите, ремонт имало и ќе има. Мислам, таа централа не може без ремонти да живее. Во тој случај, значи, овие 4000 гигавати, 3900 од термоцентралите или биле напишани без претходна анализа направено, или се увидела реалната состојба каква што е. Во овој случај, со ваквите податоци, ние тогаш во тој случај 2025 година со какаво производство ја завршуваме? Купно 3,6 терават часови произведовме во гигавати. Термото 3600 гигават. Како? 3600 гигават часови да. се заврши 2025. Така е. Ова е фактички помало производство и во однос на кризната година. Полош од времето на Васко Ковачевски. Ако е тоа репер? Па тоа ми е Да, меѓутоа има причина зашто е така. ремонтите. Да. Стигнавме до најголемата причина зашто е тоа така. Оние очекувања 2026 да ја почнеме со 4 блока, 3 во Реки и 1 во Осломе, во моментов не е. Во моментов произведуваме со 2 блока во Рек Битола и Кичево ќе го палиме утре. Значи веќе во среда сабајле ќе биде на мрежа. Колку се копа јаглен дневно? Дали се реализира овие планови на Коњановски од 7 до 10 илјади тони јаглен дневно да се копа? Видете, дневно во ПС и во Брод Миотино, комбинирано, копаме помеѓу 9 и 12.000 тони јаглен. Во 2025 година ние Колку е завршена годината со какав ископ? Во ПС ископавме околу 2.500.000 тони и во Брод Миотино околу 800.000 тони јаглен, значи кумулирано негде околу 3,3 милиони тони јаглен. Претходно имаше критики во однос на оние компании, односно од оние места каде што се врши набавката на јаглен. Сега набавката на јаглен се врши исто од истите места.
Кога дојдовме ние начело на компанијата, затекнавме активни договори, за кои што утврдивме дека цената по кој што се подпишани, односно цената за тон јаглен или цената за 1 гигаджул набавен јаглен од тие добавувачи е превисока и не одговара на реалните пазарни цени. Јас лично ги репреговарав сите тие договори и обезбедив пониски цени. Намалувањето беше драстично. Со дел од тие добавувачи повеќе не соработуваме. Кои? Од сите добавувачи остана само еден добавувач со кој што ќе... Кој ги тргнавте, кој остана? Лигнит купуваме од Ахлада и од Кожани. Тоа се два рудника кои што едниот е стопанисуван од Митилинеос. Во Кожани? А таму се работи за компанија која што се нарекува Мете и фактички доаѓа од тој рудник. Рудникот на Мете во Кожани, пошто има неколку рудници во Кожани. Тој во Кожани собствениците грци се или? Да, грци, Александрос Да. и Андреас Месинис. Добро. Добавувачите кои што беа во тоа време кои што ги затекнавме, беа неколку, кои што од истите места носеа. Меѓутоа, соработката продолживме само со Protergia Energy, фирма која што е македонска, значи Protergia Energy Доел Скопје, која што е во собственост на Protergia Energy од Грција, а која што е дел од Митилинеос групата. Планот за производство беше основа со кој што излегуваме со финансиски план, во кој што е предвидено да ние оваа година произведеме 4,35 терават часови или 4350 гигават часови електрична енергија, со што комплетно ќе покриеме конзумот. Ќе имаме доволно електрична енергија за продажба, за да можеме да го надоместиме гепот, односно разликата помеѓу цената кон Евана Хоум и производствената цена, и да завршиме годината на позитивна нула, на фамозна позитивна нула која што јас и минатата година ја спомнав. Да, тоа сакав да прашам, и минатата година имаше позитивна нула, колку ја завршивте, со колкави загуби? Заработката пред даноци, камати, депресијација и амортизација е минус 4 милиарди 200 милиона денари. Или во наши пари нешто помалку од 70 милиона евра. И тие колку ќе се додадат? Негде околу 100 милиона евра. Имаме една централа која што работи на мазут, тоа е ТЕЦ Неготино. Добро. Не работи, него се држи како ладна резерва. Добро. Дали планирате нешто да преземете, не знам, да направите гасна централа од незе, како што, бидејќи системот е тој. Со оглед на тоа што таму има вработени, тоа се де факто оперативни трошоци, ние ги плаќаме, таа не работи и така ја чуваме. Јас разбирам дека е скапо да се пушти, еколошки неисплатливо тотално, меѓутоа дали со ТЕЦ Неготино нешто се треба да се преземе? Еве, да биде гасна централа. Веќе сме во напредни разговори со неколку меѓународни финансиски институции со кои што планираме да реализираме таков проект од една 250 до 300 мегаватна електрана, гасна електрана таму, која што денеска во таа фаза во која што се наоѓаме не може да биде оперативна во наредни 4 до 5 години. Зашто? Затоа што само финансиските проекции, студии, подпишување на договори за заем и изградба на таква електрана, заедно со lead time, односно производство и испорака на гасните турбини, нема да може да се заврши пред 2029, односно 2030 година. Дали можеби има шанси да добиете поголема поддршка од државата, освен да се јавува само како гарант при добивање на одредени заеми од домашни банки? Ние немаме побарана директна финансиска помош, затоа што веднаш уште на стартот ни беше кажано дека и да побараме нема да добиеме. Не ни даваат насоки, туку ни ги кажуваат нивните очекувања. Да ние направиме целосна оптимизација на работните процеси, да направиме намалување на оперативните трошоци и конечно компанијата ја изведеме на здрав финансиски план, што подразбира работење со профит. Со профит? Па токму и тоа ми е последното прашање. Со вакви бројки, минус од 100 милиона, набавки на струја од над 100 милиона, преку сите тие состојби кои што ги имаме, како вие планирате да работите со профит?
Веруете ми дека година и пол е премалку време за да се средат работите во оваа компанија. Уништувањето било толку катастрофално и во епски размери, што и ни треба уште доста време за да се ние консолидираме. Значи, ние сега работиме да дојдеме до ситуација да можеме да бидеме на нула, макар и 1 денар, оваа година, за веќе од 2027 година да почнеме и да остваруваме значителни профити. Затоа 2025 година рачунам за година на инвестиција, каде што да, потврливме, 35% произведовме помалце од планираното, приближно слично како во 2024 година, односно во истите рамки на производство бевме, и се надевам дека 2025 година ќе го оствариме планот, не се надевам, него сум сигурен, ќе го оствариме планот за производство и ќе можеме да обезбедиме стабилна ликвидна ситуација за компанијата. Кога не би биле раководител на ваква компанија, кога би стоеле на страна и ги гледате бројките на ЕСМ, не ви поминува низ глава дека можеби предпријатието треба да се приватизира или оди во насока на приватизација, бидејќи тоа е размислувањето на многу. Оваа компанија може и понатаму да се развива и да се консолидира само доколку е во државна сопственост. Сите тие проекти кои што треба да се реализираат не може да бидат реализирани без директна државна помош во вид на државните гаранции кои што нас ни овозможува да дојдеме до финансиски средства. Фала многу за овој. Фала и на вас. Да, тука завршува ова издание на Топ Тема. Ви благодарам што не следевте. Секако останете и понатаму со нашата програма, а следете не и на нашиот интернет портал telma.com.mk. Од мене пријатно.